македонци, другари мои, а тоа беа повеќе, не мислам дека беа многу повеќе, али беа сосем мал број старо иселени од Македонија, а сега се чувствуваме скоро да се најдуваме како во едно средно место во Македонија. Македонците во Гери, Индијана се занимаваат со многу работи, приватни бизниси, трговски бизниси, а повеќето македонци се запослени во фабриката железара United States Steel. Исто така имаме овде наши луѓе кои се запослени и во ресторанти и други таверни во градов и надвор од градов. Македонците не се само во Гери, но тие се наѓуваат и во околината на Гери, како Хобарт, Порич, Индијана, из Гери, из Чикаго, Мервил, Крам Пойнт и други помали селца околу Гери. Јас се викам Мирина Дамјановска, сум од Охрид и овдека работам скоро една година и планирам да му помогнам на моето семејство, дека планираме во иднина да се вратиме и да живееме во стариот крај. Таму се нашите родители. Задоволни сте овде од приемот во фабрика од работата? Ја. Сите се имаме овдека доста македонки и се осеќаме како дома, секој ден се сеќаме и добро е. Нашава работилница е еден вид Обединетите нации. Голем процент од работените овде го сочинуваат македонци. Сите тие се извонредни работници. Тие се навистина добри и ми помогнуваат да најдам и други, за да работат овде. Многу луѓе сакаат да дојдат во Америка на печалба. Лесно ли се почнува? Не е баш лесно. Сега, Америка да ви кажа, за кој што има памет, да се работа со памет, е добро. Но тука им не се сите да бе спремани за да може да се направи живеачката. Имат и добри, има и лоши. Во младите години се запосли во железната фабрика, кој што најголем број македонци бројат преку 2000 македонци. И работав за задни 2 години. Јас мислам дека по времето и стандардно се менјаваа и фабриките и се отворија малку покомотни и поефектни фабрики. И дојде времето да избираме и ние сепак мислам во вакви слободни места поарна работа во време на стандардто. Сега се најдувам во една доста модерна фабрика, во автомобилска фабрика, кој што е малку подобра од железна фабрика која работав за време 58-59 година. Во самото доваѓање во Гери, Индијана, јас отидов на школу и исто така работев во ноќна шифта на еден ресторант овде во Гери, Индијана при еден наш македонец. Јас се задржав 6 години во Германија, сега се наоѓам во Соединените Американски држави во Гери, Индијана, еве 8 години ќе направам. Овде ки е животниот стандард поголем од што е во Германија и уживаме таква слобода да никој не гиба околу тие работи, политичките работи, лојални граѓани сме на земјата и слободно живееме, никој не ни спречува во изгледувањето на културно-просветните работи и докажување на националноста. Овде ки ми се бенисува повеќе заради тоа што сме собрани јато повеќе македонци и плюс сме уклучени во црковната организација Свети Петар и Павле во Гери, Индијана, каде што јас ја водам културно-просветната работа. Женската секција на црквата Свети Петар и Павле во Гери, Индијана, ние работаме, се бериме еднаш месечно, имаме генерал митинг со сите мемберки на жените, кои досега имаме 86. И секој месец, првиот четврток во месецот имаме митинг, имаме секој месец денц,
Во тој ден го отвораме нашиот кичин со наши македонски работи за јадење. Сите жени се збираат и месиме наши македонски работи кои од секој еден бексел најмалку правиме по $1,500. И сите тие пари што избираме од денцот и употребуваме за нашите деца, за Sunday School. Во 1960 година во Гери е формирана првата македонска црквена општина на американскиот континент, а за американското општество ваквиот начин на организирање на доселениците најмалку ја одредува религиозната припадност. Обединети во овој центар, македонците ги остваруваат сите своји права и на национална припадност и на организиран живот, со своја програма и со заеднички заложби на соодветните организации од родниот крај. Ние како дојдени бевне на други места по црквено друго, не си имаме своја црква и бевне така приморани и речени за да можеме да си направиме своја наша црква на чисти македонски јазик и македонска. За да можеме целиот народ, наш македонски, да го прибериме во оваа црква, за да си го знаат своето име како македонци, да се чувствува како македонци. Исто и ние младите покрај старите нашите дедовци и татковци, ова што го остварија нашиот македонски центар овде и наша црква, се радувавме покрај нив и помагавме ние уште од почетокот и можам да кажам сум премногу радосен што мојот прв син беше како прво машко дете крстено во нашата прва македонска црква. Кажете го името куме на маличката. Томе. Се радуваме и ќе продолжиме да работиме за долги години да укрепиме нашиот македонски центар и за духовно и културно просветно. Ова ни е нашата втора татковина и се наоѓаме овде како во својот роден крај. Ставрофор Борис Поповски, вие сте околу 9 години меѓу нашите во Соединетите американски држави, прво во Лакалама и сега во Гери, Индијана. Што представува македонската црква за нашите иселеници? Па, тоа не е лесно најно да се одговори. Нашиот иселеник кој што е доден долги години во оваа широка земја, раштркан по сите градови, оддалечен од своји блиски, до некаде и изгубен меѓу другите нации и националности. Со појавата на македонските цркви и нашата црква, специјално овде во Гери, му даде можност да се соберат фамилиарно, родствено, па и како наши земјаци од нашата родена земја. Во еден центар, културен центар, можам да речам, каде што ги обавуваат сите, како било тоа да се верски потреби, било тоа културни манифестации,
приредувани секогаш со програми, да имаат свое училиште, мајчиниот јазик, младите македончиња кои што се тука роѓани, да не го заборават. Да бидеш македонец во туѓина е многу тешко, бидејќи се најдуваш во други етнички групи, јазично оддалечени од нашиот мајчин јазик, со обичаите оддалечени од нас многу, кои што не го разбираат нашето чувство, нашата внатрешност, духовната култура на македонецот не ја разбираат и најдуваме на сопки во самиот живот на туѓи пропаганди, занесени луѓе, и треба секој еден македонец да се супроставува, сам да се бори, да го докажува својот бит, своето постоење, а преку нашиот културен центар ние веќе тоа го постигнуваме и во овој град, специјално во Гери, можам да ви речам дека живееме голем авторитет и пред граѓанските власти и пред другите етнички групи. Градот Гери е град на многу расни, етнички и национални групи. Една од тие групи, со која многу се гордееме, е и македонската. Овде е изградена и првата македонска црква во Соединетите Американски држави. Македонците се ангажирани на сите полиња на активност во градот Гери, во управувањето, на деловно поле, на културно и на општествено поле. Односот на градската управа и македонците што живеат во Гери е многу срдечен. Доказ за тоа е и мојата посета на Македонија од пред 3 години. Многу се гордееме со фактот што градот Битола и градот Гери ќе станат збратимени градови. Тоа ќе придонесе кон затврстување и развивање на блиските односи меѓу македонците и градот Гери. Денеска работата моја е како командир на организирана криминалност во градот Гери и околина. Бидејќи има многу македонци во овој град, имаат ли работа органите за јавен ред и мир во градот, работа со нашите сонародници? Јас можам со вака искрено да ви кажам дека нашите македонци служат пример на сите други нации како чесен и поштен народ.
Што прославувате? Graduation се вика, кој ќе сврши школа и децата 8 години, се чести му правиме, му даваме јадење, парти. Викате доста гости. Ja, и гости викаме, роднина и многу добри пријатели. Многу учи детето, му дава многу диплома за овде за учење и од колеџ кај што ќе ојде и од школијата. Учеше по џермански учеше, му дава диплома за тоа. Што ќе студираш? Току што завршив училиште и сега ќе се обидам да се запишам на универзитет. Ако ме послужи среќа, ќе се запишам на техника. Иако факултетот е далек, се надевам дека ќе можам понекогаш да ги посетувам моите родители. Детево ми разбира се понаше, само не ти враќат назад. Лу Валас во Гери, Индијана, меѓу неколку илјади ученици се наоѓаат и 50 на македончиња. Директорот на гимназијата исто така е стар македонец. Другар Кристоф, какви ученици се нашите деца? Имаат ли проблеми со јазикот? Македонци деца, добри деца. И ја сам сум македонец, татко ми се родил во Македонец, ја тука во Гери, Индијана се родов. Татко ми имал, бил пекар, 50 години. Сега би сакал да зборувам на англиски, за да можам подобро да се изразам и во Македонија е подобро да ме сватат колку сум горд на своето минато. Моето семејство е такво, што нема никогаш да дозволи да го заборавам македонското потекло. Ние растевме во таква атмосфера, што сметам дека е сосема здраво резонирање, без оглед каков успех постигнуваме. Например, местото што моментно јас го имам благодарение на воспитувањето што ми го дале татко ми и мајка ми. И за тоа сум им вечно благодарен. Тоа македонско потекло, овде, во Гери, и натаму продолжува да живее. Децата на многобројните македонци што живеат овде го посетуваат ова училиште. Ги има околу 50. Во градот има околу 300 ученици од македонско потекло. Од секојдневната работа со нив и од секојдневното искуство, можам да речам дека сите тие се добри ученици, благодарение на нивното домашно воспитување и на нивното потекло. Со нив може да се рече немаме никакви проблеми и тоа ме прави двојно горд, зашто јас самиот сум македонец. Кога се дојде на ти овде? Па година и неколку месеци. Прво бев за јазик во специјален клас. Беше тешко прво за јазикот, после се научив, сега одам во регулар клас. Кој клас е? Прва година. Што е потешко, да се научи англискиот или македонскиот јазик? Англискиот. А зашто си го заборил македонскиот? Не сме заборил македонскиот, па мислам дека поќе овде се американци с не поќе, заборуваме тоа. Еве крај објектот на уште еден македонски печалбар, на Ставре Кузев од Доленци. Вие сте долго време овдека, тешко ли да се успее? Дојдовме туа од 39-та година во јануари. Дојдовме во Гери, работаме по фабрики, работаме по ресторанти, работа по... Каша да најдев работа, таму ќе работам. Беме во војната, си дојдовме, седне по војната, почнав да работам за себе си. Сега со многу работа, со многу пријатели, имам 4 ресторанти. Имам некои 120-130 души работа за мене.
Јас дойдов во 13 година во Америка. И 3 години, првите 3 години што седам водека, плачев ден и ноќе кога ќе седам назад во мојата земја. Арно некако се уталожив и Господ со мене беше ми почна за напред и денеска можам да речам сум највеселиот македонец овдека во Америка. Али уште повеќе бев повесел кога ојдов во 61 година на Старикај и се ја видов родното место и како беше многу уредено и многу пубаво и насоне го сонмам. Сум многу македонец и многу ми се оди да одам тамо да се видам да го видам местото каде сум роден, да и видам наши пријатели тамо и да се представам со сите. Пошто има многу луѓе што работат за мене, многу места, не сум направил време за да дода да се видам во Старикај со нашите луѓе. Секогаш мислиш на свој роден крај, а се осеќаме тука како, макар сме долги години тука, се ипак како во туѓина, знаеш, не е како во свој роден крај. Што значи ова? Ова значи, јас си одам на вакешн во Старикај, јас сум од село Мислејашо, од Крушко, а живеам во Охрид. И тука сум дојден за 18 години и работав како гарбичмен на трокоите, џубреџија, чистев стритоите, ресторантите. И сега имам 2 салона овде во Америка. Go away party in United States, значи, јас си одам на вакешн во Старикај. Јас се задржам можда уште малку, барем така јас мислам и сакам да до крајот на животот да го проведам во старата татковина Македонија. Што би работеле назад кога ќе се вратиш? Јас не сум некој гален, што викат, би работал се, специфично сега се преквалификував во како швајцер, и ја исто така работам и на мостовни конструкции за аутопатите. Може, ако тоа постои во Стариот крај да го најдам, тоа би работал исто. А иначе кожар сум по занимање, сум работал во Скопската кожара Гоце Делчев, исто така и во кожарата Борис Кидрич Бизола. Мојата мисла и желба е што велат старите да не умрам овде. Јас сум овде исто како и другите, дошлак, јас сум македонец. Жената мене ми е македонка, јас бев во Стариот крај да се женам. Моите родители се од Македонија и нашата желба на цела моја фамилија е еден ден да се вратиме назад во родниот крај кај што сме родени. И ми се оде ушеднаш. Ми се одам преди да умрам, да не умрам да се ја видам ушеднаш битола. Минуваат денови, минуваат години, а се повеќе расте копнежот за невидениот, непосетениот или заборавениот роден крај. Расте и задоснетото сознание дека во лудата трка зашто поголема заработувачка, Ѓорѓи станува Џон или Стеван Стив, дека се заборава својот мајчин јазик и се станува само една алка во синџирот што често води по патеките спротивни на интересите. Се живее релативно подобро, затоа што и неспоредливо повеќе се работи. А најголемото задоволство сепак се преточува во обсесијата крајот на животот да се дочека крај родното огниште. Затоа што тоа единствено останува највредно што може да се даде. И затоа што не само по нивна вина сосема се мали или недоволни информациите за развојот на родната земја и можностите што незиното стопанство може да ги даде со взаимното користење на заштедите од иселениците. Но ако е тоа поле на кое треба поангажирано да се работи,
Несомнен е впечатокот дека иселениците овде во Гери и во местата каде што живеат во светот и меѓу разни светови, со својот пример во работата и во животот, се вистински амбасадори на својот народ и народната татковина.